Пред повеќе од 5 години, кога ја основавме нашата организација, имаше една интересна случка која еден познаник кој припаѓа на нашата целна група ми ја кажа. Во смисла, Антонио, зошто објавувате толку често годишни извештаи за суми кои не поминуваат ни 50.000 денари годишно? Ја не знам што да кажам на ова, ама знам дека правам добра работа. 5 години потоа Црвениот фронт е една од редките организации кои водат исклучително сметка за перформансите во делот на отчетност и транспарентноста. Тоа подразбира колку ние добро и ефективно и успешно работиме во остварувањето на нашата мисија, визија и цели, а имајќи предвид целите интересите на нашите целни групи. Со поддршката од МЦМЦ и придружувајќи се на глобалната недела на отчетност, успеавме да ги усовршиме нашите стандарди на отчетност и на транспарентност во делот на финансиско известување, посебно во делот на објавување годишни и ревизорски извештаи и во делот на наративно известување за квартално и на годишно ниво. Ова се рефлектираше и во зголемената доверба од страна на нашата целна група, тоа се припадниците на сексуалните и родовите малцинства во Македонија, кои во поголем број почна да ни пристапуваат и да бараат помош, совети и поддршка, а ние се успеаваме во рамките на нашите можности и се обидуваме да им помогнеме. ХОП се придружува на заложбите за поголема отчетност, затоа што сме свесни дека на таков начин побрзо се градат капацитетите на општеството и се создаваат подобри услови за сите граѓани, за спасување животи, за заштита на здравјето на граѓаните и позабрзо да се развива целото општество. Конкретно во нашата работа, ХОПС работи со сексуални работници и со луѓе кои потребуваат дроги и поголемата отчетност на државните институции многу би олеснила работата на ХОПС, меѓутоа и би овозможила да полесно да го заштитуваме здравјето и обезбедила поголема вклученост на луѓето кои сега живеат на маргините на општеството. Меѓутоа, ХОПС не подразбира дека отчетни треба бидат само другите. Напротив, ХОПС вложува многу во развој на својата внатрешна структура која обезбедува слободен и искрен проток на информации и особено затоа многу ни значи поддршката што добиваме за унапредување на нашата внатрешна структура.